Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија на Медицинско капче. Утро во темата за нешто кое што за прв пат се случува во Македонија, можеби и во Европа, меѓутоа и во светот. Станува збор за вградување на 3D испечатен имплант кај пациент кој што го изгубил носот благодарение на канцер. На оваа тема, меѓутоа и за самиот процес на изработка на имплантот, но и за вградување на имплантот кај пациентот, зборуваме со доктор Софија Пејкова од Клиниката за пластична хирургија и доктор Стефан Арсенков од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Најавив нешто што за прв пат се случува во Македонија, значи станува збор за реконструкција на нос, меѓутоа со помош на 3D имплант. Ајде најпрво за самата постапка, како дојде до идејата и како се чувствува сега пациентот. Да, добро утро на сите, благодарам за убавата најава. Ние како пластични хирурзи навистина се занимаваме со една професија која што е креативна и пред се нашата цел и мисијата на нашата професија како реконструктивни хирурзи е да го реконструираме делот од телото, дали е повреден, еве каде што кај пациентот имаме причина малигна болест, каде што имаме правила, каде заради неговото здравје, самиот процес на малигна болест кај него беше локализиран на носот и моравме да направиме ампутација на носот, бидејќи болеста беше во напредната фаза. По направената ампутација на носот си помина сите протоколи кои што треба да се следат и немавме, значи, остаток од малигно ткиво или рецидив на местото на остранената промена, меѓутоа следеше следниот чекор. Пациентот треба да добие нов. Да. Станува збор за средовечен човек кој што е активен во нашето општество, меѓутоа може да замислите како се чувствува тој и е хендикеп да биде вклучен во секојдневниот живот. Нашата реконструктивна хирургија, значи, има палета на процедури кои што можеме да направиме реконструкција, меѓутоа секогаш се стремиме кон најдоброто, кон оптималното, за да пациентот биде задоволен од тоа што ќе го направиме, меѓутоа и да биде прифатен од околината во која што живее. Во светот, значи, постојат и во нашата литература постојат многу опции како да се реконструира и сето така приказка започна да го направиме, дали можеме да го направиме и ние најдоброто и да го следиме светскиот тренд, бидејќи веќе во нашите сите големи светски центри за пластична и реконструктивна хирургија се следи, нели, дигитализацијата на ерата на дигитализација. Да, сега имаме на достапни се многу можности да направиме идеално планирање на реконструкцијата и си рековме зошто да не го направиме и ние тоа, бидејќи имаме можност, тука е доктор Арсенков, ќе ги објасни тие сите постапки, така да во светот се прави, значи, ваква реконструкција, не само на нос, се прави и на уво, кај дефекти на лице, меѓутоа нашиот концепт како што го направивме е уникатен, меѓутоа малку понатаму. Првиот чекор беше контактот со доктор Арсенков. Доктор Арсенков го познаваме како доктор кој што ја користи вештачката интелигенција во својата работа и е единствен. Мислам дека во Македонија се уште, барем јас немам слушнато дека има втор. Како дојде до соработката, бидејќи вие сте практично тој кој што го изработивте 3D имплантот,
Значи, за самата постапка, како беше изработен и од што е направен, каков полимерен материјал е тој, кој што не го одбива телото, нели едноставно го прифаќа како свој составен дел. Така, приказната започна кога вака и се запознав со професорката лично, преку соработката на овој случај, кога исконтактиравме прв пат да видиме на каде што застана со раскажување, односно желбата да се направи нешто повеќе и да се направи адекватна реконструкција, да му се помогне на пациентот најмногу што може. Целата приказка со реконструкцијата е можеби за мене лично неколку месеци претходно да почна со тоа што во соработка со колегата Мичуновиќ од Охрид направивме еден сличен имплант кој што беше за пациент кој што имаше му недостасуваше дел од черепот и тоа помина исто со одличен успех. Тоа операцијата се направи во Охрид, имавме одлични резултати. И мислам дека беше на некој од студентите кои што дојде на вежба и кај мене зборувавме нешто околу сите овие техники и технологии, па им ги покажав сликите и резултатите од тој пациент. И така всушност се случи да се воспостави контакт. студент. Така, да, не спои еден од студентите да ги размениме контактите за да видиме дека всушност прво да поразговараме дали воопшто е возможно нешто да се направи. И беше најинтересно од сето тоа што ваков пристап како пристап не е објавен во светот како научен труд. Так. И тоа што беше на нас, а и на пациентот нормално е да имаме многу трпение затоа што ни беа потребни многу чекори и проби за да добиеме она што е идеално или оптимално за да се искористи кај пациентот. Целиот процес почна мислам пред околу 7-8 месеци како беше октомври, септември, октомври минатата година. Кога прв пат се слушнавме да направиме муабет кои се нашите технички можности и способности и од таму почна се. Пробувавме една варијанта, друга, трета, да ги споиме сите слики со сегашната состојба на пациентот со претходната состојба за да добиеме што е можно по веродостојна реконструкција и на крајот после многу повеќе од 15-16 обиди имавме за да добиеме нешто што е добра форма, што ги задоволува сите многу параметри кои што треба да ги задоволи, дојдовме до тоа да го изработиме овој имплант кој што конечно беше вграден кај пациентот. И целиот процес беше долготраен, беше со многу обиди, многу лекции научени, но веројатно тоа е речеме цената што треба да се плати заради тоа што буквално за овој пристап и за овој начин немавме кого да консултираме всушност затоа што моравме да ги изодиме сите чекори сами. Доктор Арсенков го направи имплантот. Сега вградувањето е ваша работа. Како понатаму и во самиот процес додека го правевме имплантот со Стефан, значи имавме навистина инспиративен период за да го направиме најдоброто, бидејќи нашиот ние сме лекари и секако првата и основна цел ни е да не му наштетиме на пациентот, за да го направиме најдоброто. И со ова влегуваме во чекор со светските трендови, бидејќи за да се направи ваков, значи конструкцијата на носот, имаме ние техники. Значи можеме да искористиме раскавица од ребро, раскавица од тулво, меѓутоа тоа се дополнителни интервенции кои што се прават на истиот пациент. Овдека ни беше нашата идеја да направиме со една интервенција да имаме конечниот резултат. И тоа ни беше првата премиса дека од тука ќе почнеме. Го имавме моделот, меѓутоа, како што рече Стефан, немаше објавени и нема во светската наша научна литература како што се работи, иако имаме колега од Љубљана кој што ни ги презентира на друг начин со кожа од раката, значи да се направи реконструкција мекоткивна со имплант, меѓутоа не можевме да ги видиме сите детали што се. И имав можност почетокот на јануари имаме светска конференција на Американската асоциација на реконструктивни микрохирурзи и
со Стефан бев во контакт дека јас ќе побарам мислење од професор Самир Мардини, тоа е директор на универзитетската клиника во Рочестер, Мајо клиника, каде што се работат многу комплексни реконструкции на лице, и сакав да му кажам за нашиот концепт. И чисто да видиме така, неговото мислење, дали да така. продолжиме пред да ја почнеме нашата операција. Му го кажав на професорот концептот, рече ова е навистина иновативно, јас го поддржувам, и те молам, давајте ми постојано како ќе води процесот, така да он добиваше цело време информации. Да, и ни даде некои исто така негови, што велиме ние, така tips and tricks за да не се направат, да не имаме компликации. Нашиот имплант, тоа Стефан го направи, ќе го кажеш, можеш подобро ти, е перфориран. Така, да, беше имплантот е направен прво да го одговориме на претходно од материјал полиметил метакрилат, кој што е материјал кој што десетици години се користи за и во ортопедијата примарно, особено каде што треба да се искористи, се залепи, ние колоквијално го викаме цемент за коски, па кога се вградуваат протези или при одредени други реконструктивни постапки, така што знаеме дека материјалот е безбеден за употреба, дека нема да го отфрли организмот, но предизвикот беше тој материјал да се доведе во идеалната форма во која што треба, и тука доаѓа 3D печатењето, испечативме калап кој што го искористивме за да добиеме таа форма на имплантот и го направивме така да биде имплантот перфориран како еден вид на мрежа, да речеме, за да може самото ткиво да врасне во имплантот и да биде што е можно поблиску до она што природно го има пациентот. Така да тоа сите работи една по една тие беа предизвик сам за себе и затоа и беше потребно толку време да се изработи, заради тоа што и секој нос како нос е комплексна, многу комплексна геометриска форма, и особено што требаше ние да ја направиме формата да биде идеална да одговара на пациентот, но ги решивме сите тие предизвици, го направивме имплантот така да биде како што е перфориран, за да може ткивото да врасне. И кога беше професорката задоволна со крајниот изглед, естетиката, така. И со естетиката, прво со функцијата. И со функционалноста, така. Тогаш рековме дека сме спремни да се вгради тој имплант кај пациентот. И тогаш се започна и со можеби последниот чекор во целата приказка, но сепак значајниот, односно самото вградување. Да, зашто ние како реконструктивни хирурзи, првата цел ни е да имаме формата, да ја направиме на тоа што недостасува, функцијата, а сето тоа кога ќе имаме форма и функција што не задоволува, е еднакво на естетика. Значи, така да нас ни е најголемиот фокус да ја добиеме формата и функцијата кај пациентот. Морам да кажам дека позади оваа цела, значи, цела операција, значи цело планирање, тоа ние влеговме со Стефан, го направивме, мислам, првиот чекор во виртуелно хируршко планирање, што станува сега секојдневие во големите хируршки центри. Ние тоа го имавме кај пациентот, имаме не знам колку само модели, меѓутоа тоа е тоа виртуелно како ќе изгледа, тоа Стефан го направи маестрално. Имавме тим позади нас од универзитетската клиника за пластична хирургија, значи тука беше тоа се специјалисте асистент доктор Катерина Јовановска, доктор Стефанија Азманова Младеновска, доктор Софија Тушева, тука беше доктор Муамет Мемети и доктор Глорија Ѓоргова. Така да еден тим кој што заеднички, не бевме само јас и Стефан, од кај Стефан имавме подршка, ќе кажеш ти, така да тоа е тимска работа, значи никогаш не можеме да бидеме само јас и Стефан. Носителите, да, туку секој чекор сите заеднички се радувавме на секој чекор, си наоѓавме мани во текот на ова да биде подобро, да биде да. Континуирано подобрување, да ги дополниме темата за тимовите. Соработниците кои што беа во целиот функционирам заедно со
моите содружници, да речеме, или соосновачи на компанијата 3D Loom, кој што всушност нели го изработува целиот имплант, што заедно нели со нивна помош го сработивме се во ова. И беше, да, навистина групен труд со многу инволвирани луѓе, многу идеи се разменува да се најде вистинскиот начин и од технички, и од функционални, и од естетски, од секаков аспект. Имаше многу варијабли кои што треба да се поминат и затоа чувството на задоволство е толку големо кога се завршува така како што заврши со стварно еден одличен резултат и голем успех. Да бе. Кога беше изведена операцијата? Операцијата направивме на почетокот на февруари, кога веќе го имавме имплантот од Стефан и од 3D Loom изработен. Имавме и уште еден за секој случај. Не сме достанеме на еден. Да не се случи нели нешто, бидејќи многу е тенок имплантот, еве Стефан да, околу 2 до 3 милиметри во сите насоки беше дебелината, за да може, нели сепак организмот да го прифати како што треба и потенцијално можеше многу компликации да се случат, мора да имаме резерва, не смееме да ризикуваме да биде така пациентот на операција да се случи заради нека тривијална или банална грешка, така што моравме и од тој аспект да бидеме покриени, но со среќа се одеше како што беше првично планирано. Колку траеше самиот оперативен зафат и од каде кожа за да се покрие носот, бидејќи веќе човекот има комплетно лице, колку што прочита. Благодарам за прашањето и е многу на место, бидејќи тука ни е нашата уникатност во целата интервенција. Затоа решивме да искористиме кожа која што е најслична по текстура, по боја на регионот каде што ни недостасува, тука сега е лицето. И затоа ја искористивме, тоа се техники за реконструкции, се викат резенки од челото на пациентот, бидејќи бојата на кожата, текстурата највеќе одговара со да го има целата форма на лицето. Операцијата, јас не можам да кажам колку сати траеше, беше многу убаво. 2 до 3 часа може би. Да, ни беше, навистина бевме сите... Сепак е пионер, нели? Да, беше навистина задоволство да се работи и верувајте, кога се работи микрохирургија, времето е ирелевантно, бидејќи се влегува во некој друг модус каде што си фокусиран и времето не го мериме, туку само гледаме да го направиме тоа што е најдобро. Стефан беше со нас. Така да немавме за секој чекор што ни беше испланиран претходно, си го применивме. Затоа е битно, значи да имаме убаво испланирана интервенција, секој си знаеше кој што ќе работи за време на операција, каде ќе му биде местото и така си ја завршивме операцијата за неколку часа и беше многу емотивен моментот кај пациентот. Да, тоа ми е следното прашање, колку е сега задоволен од технички аспект операцијата е успешна, колку е задоволен пациентот во целата постапка? Стефан? Па, да, и прво мора да кажеме дека имавме среќа со пациентот, да, видовме неколку пати, после операција имавме среќа да ни се погоди и пациентот да биде максимално кооперативен, да биде и да ги следи сите совети кои што му се дадени после операцијата, така што нормално без соработка меѓу пациентот и лекарот ниеден третман, наједноставниот третман нема да биде успешен. Не па вака комплексна ситуација. Многу беше значајно што пациентот последниот пат кога се видовме, кога дефинитивно нели си отиде дома, кажа дека тоа беше неколку недели после операцијата, така дека го чувствува како нешто свое, како свој дел, воопшто не чувствува дека нешто туѓо или некое нешто му е вградено, особено на лицето, нели, централниот дел на нашето лице. Дека се чувствува како да е свое, дури и скоментира дека сега дури поубаво ми изгледа од претходно носот. Што колку и да беше, нели, дали беше шега или не е помалку битно, битно е дека пациентот навистина рече дека одлично се чувствува и си функционира нормално во секој невието. Така. Колку е функционален носот? Значи,
тоа е многу важно. И имаме и тестови и начин да го испитаме тоа како е. Тоа е благодарение на професорот од МЕО. Неговите препораки кои што беа, ми рече, значи, кога ќе му после операција имаше специјални тампони, тоа е дел од самата процедура. Меѓутоа ми рече ќе му ставиш капки за нос во спреј и дали ќе ги почувствува во грлото, бидејќи носот е поврзан со грлото и тоа ќе ти биде првиот знак дека се е како што треба. И тоа со Стефан исто го направивме, значи нема да му даваме ние сега капки со антибиотици или со некои многу страшни лекови, тоа беше спреј овие што се со аквамарис, солена вода и внатре ставивме минимална доза на антибиотик која што и на бебиња се дава колку да има заштита бидејќи сепак има имплант и беше првото ајде нели ќе ги ставивме капките и дали ги чувствуваш во грлото? Да. И потоа тоа си го прави он сам дома, зашто тоа мора да си се во почетокот да се држи влажноста на самата внатрешност на носот и потоа беше многу битно од професорот исто како ќе зборува. Да. Бидејќи ние имаме нели назални и да, он зборува значи без никаков проблем, какво е дишењето и така да сега сме веќе скоро од февруари веќе полни 2 месеци. Вториот тече, така. Да, и немаме компликации. Вчера беше пациентот сакаше да дојде и така да јас навистина се радувам за него што е прекрасен. Да. Многу е битен како ете и пациентот бидејќи значи секоја наша препорака беше ја следеше безпрекорно, принципиелен, што многу е важно и за нас, нели, како лекари кога имаме таков пациент кој што се работува. Предпоставувам дека ова нема да биде прво и единствено, се работили сега на нешто ново. Па има најава за уште некоја слична реконструкција и јас тука би сакал да кажам дека можеме и да кажем дека сме отворени за било кој пациент што би можел да посака барем консултација за напред да видиме дали може некако да помогнеме за нивната состојба. Може да најдат или мене во амбуланта или на сајтови, на социјални мрежи, на 3D Loom компанијата. Професорка исто ординира во амбуланта, така што може било како да ни сконтактира за да видиме дали ќе има уште некој пациент кому ќе можеме да го се возможиме и направиме достапно да нели прво да се реши проблем. И јас стварно се надевам кога ќе помине и тука ќе спомнам да кажеме да го завршиме целиот процес со последниот коментар што ми го кажа професорот од Мео Клиник кога го виде крајниот резултат на тоа, кој што беше и инволвиран во текот на планирањето и добиваше информации, кога ги доби последните информации, кога беше неговата реакција и каков коментар даде. Дека он се кажа дека е фантастично и дека навистина се горде на нас и дека ете верува во нашиот концепт. Така да, тоа е значено, особено што доаѓа од така значи референтна, тоа е референтна и таква клиника како Мео Клиник. Што се може да се прави нели од тој полимер како имплант, освен нос и уши споменавме, дали постојат и други делови од телото кои што може да се изработат? Може, материјалот си е материјал, како и секоја латка наша е како ќе го искористиме. Зборувавме, спомнавме за евентуално можност да се искористи за реконструкција на ушна школка. Еве, покажавме дека е возможно и за нос. Во суштина за череп предпоставувам. Да, за череп е веќе исто така направено, така што нормално сите овие пациенти се речеме уникатни на свој начин и мора за секој пациент посебно да се направи проценка дали овој метод и начин би бил адекватен и соодветен, но има многу апликации, многу ситуации во кои што може да се искористи реално да го подобри животот на пациентите. Така. Да, зашто ние влегуваме во ерата на персонализирана медицина. Значи, веќе никој пациент не
ист сам на себе, како што кажа Стефан, меѓутоа влегувам и во ерата на развојот на технологијата и јас навистина ја гледам иднината во тоа што го работи Стефан, да ги искористиме конвенционалните хируршки методи, тоа се нашите основи, нашата база со напредната технологија која што навистина ни дава можност да го направиме она што го замислуваме да биде подобро и пооптимално. И многу е добро кога имаме вака соработка и кога можеме да го гледаме проблемот од двете страни. Да. И за крај на интервјуто една препорака до сите пациенти кои што имаат проблем од ваков тип. Напоменавме каде може да ве најдат. Да, мислам дека тука треба професорка да даде препораки како да се заштити, да не дојде до сето тоа. Да, меѓутоа овде станува збор нели за канцерогена болест, тука заштита нема. Меѓутоа може да се случи и при фрактури, нели, да се изгуби при некоја сообраќајна незгода, одреден дел од лицето или од телото, така да Токму така, ова е дефект направен заради причината е малигна болест, меѓутоа многу често може да биде причината, како што кажа Валентина, и да биде траума, да биде конгенитална, значи има вродени каде што има ќе се случи да се роди детенцето без уво или ова. И зошто да има нели трауми цел живот. Да, кога има опција да се направи на друг начин. Така. Доктор Арсенков, од ваша страна? Единствено нас, како што го кажавме претходно, ни е најважно да имаме добра соработка со пациентите, затоа што кога имаме добра соработка, мислам дека нели нашата меѓусебна соработка ја докажа дека можеме. И кога имаме соработка со пациентите, мислам дека можеме да постигнеме многу. И само ни е потребна соработка, поддршка и да видиме кому можеме најмногу да излеземе во пресред со сите овие нови техники и технологии кои што ни се на располагање. Не, и вака сме горди, бидејќи си ја ставаме нашата држава, нашиот универзитет, ние сме од универзитетски клиники, нашиот факултет на мапата на светот, каде што овие интервенции се уште се не толку чести. Така да навистина ми е драго што заеднички успеавме од една идеја да направиме дизајн и да го реализираме. И одлична реализација на крајот. Да. Ама заеднички. Секогаш работата е тимска и јас верувам во тоа. Тоа верува и Стефан, тука се најдовме. И нашата мисија и понатаму ќе остане посветена на пациентите и посветена на нашите колеги, бидејќи јас лично сметам дека најдобра инвестиција во нашето општество е во едукацијата. Значи, да ги едуцираме нашите млади колеги, нашите студенти, да им дадеме можност, нашите контакти што ги имаме, да ги споделиме несебично, бидејќи само на тој начин ќе можеме да направиме едно огромно дрво на убава соработка, мрежа на соработка и размена на искуства. Доктор Пејкова, доктор Арсенков, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.